One. Македонскиот краток филм Farewell на Пеце Здравковски, што беше испратен на интернационалниот натпревар My Road Reel пред еден месец, моментално е меѓу првите 15. Филмот на метафоричен начин ја покажува бесмисленоста на војната и се обидува да ги долови најосновните чувства на погодените од неа. Битола изобилува со многу креативни ликови. И држејќи се потезата Джабе работи, Джабе не седи, стигнавме до 15-то место во светски рамки за филмот Farewell на Пеце. Пеце е тука со мене и подетално ќе ни открие некои детали за филмот. Кажи ми првично од кај дојде идејата за да се сними ваков филм? Идејата првично дојде пред една година. Имавме планови за веб серијал, многу краток веб серијал со епизоди кои траат не повеќе од 40 секунди, базирани на сатира, но после неколку брейнсторминг денови од други идеи се одлучивме да се вратиме на таа прва идеја, односно на првата епизода за тој серијал и да ја пренамениме во краток филм за овој натпревар. Колку е тешко да се изработи еден таков краток филм? Долг, веројатно треба поголем период, за краток колкав вас период ви требаше да го сработите да ја скоцкате сето тоа? Филмот го работевме 3 до 4 месеци, не можам да кажам точно, не ги броевме. Отприлика. Да, но меѓутоа можам да речам дека ни треба барем уште 4 месеци за да го изработиме онака како што јас сакав. Јас Ти се подпишуваш како режисер. Ете, да речеме дека ти си водич на еден цел тој голем проект. Кажи ми колку е тешко да раководиш, например, колкава екипа бевте првично објасни? Првично почнав сам. Потоа ми се приклучија мојот другар од Гевгелија Ѓорги Вацев, кој беше директор на фотографија за филмот, но меѓутоа беше и копродуцент. Потоа ми се приклучи мојата девојка Симона, која беше втората улога во филмот, односно женската. Потоа го имавме Сашо Мартиновски од Силуете. Сашо беше еден од најпозитивните ликови во филмот и беше инспирација за сите нас. Како актер или како шминкер? Како шминкер. Даде и доста добри предлози за време на снимањето на филмот, како и пред тоа. Значи, генерално собрани на креативна екипа. Сега ме интересира од твој аспект. Како успеа да ги организира сите тие да го донесеш ова на свет, да речем, ова видео? Да бидам искрен, и мене тоа не ми е многу јасно. Беше многу тешко, но сите беа желни за работа и сите волонтерски прифатија да работат без никаков надоместок, така да многу ми е мило што сите го изработија од нивна желба и сите едноставно сакаја да излезе овој филм на виделина. Па затоа немавме некои потешкотии и бидејќи сите предонесувавме, на крајот добивме еден резултат кој во моментов се наоѓа на 15-тото место и се надеваме ќе оди се погоре и погоре. Да ја објасниме и поконкретно на гледачите, се работи нечи за надпревар кој го организираат Роде микрофоните. Ајде поконкретно од тебе да слушнеме како го дозна овој надпревар, како се приклучивте и се поопширно. Па овој надпревар не е нов надпревар, ова е трета година. Првиот надпревар се одржа во 2014-та. Компанијата Rode, која што е една од гигантите за производство на микрофони, е исто така заинтересирана во филмографијата и се обидува да подкрене филмографијата во целиот свет, така што дава многу привлечни награди за кинематографи и аматери. Исто така и за актери и за луѓе кои се да, со филми и аудио. Па така наградите се многу привлечни. Во оваа година имаш 1226 филмови, од кои во финале влегуваат околу 30-тина. Има повеќе награди. Не е класичен надпревар со еден победник, другите губитници. Имаме 5 финалисти со главни награди, потоа имаме жанровски награди и технички награди. Ние бевме финалисти во техничката награда за Best Art Direction. Не ја добивме наградата, но влеговме во финалето, односно бевме меѓу избраните, па допрва сега следи да видиме дали ќе добиеме некоја жанровска награда или можеби прво место. Значи постои линк на интернет кај што можат сите кои сакаат можат да гласат. Како да го пронајдете линк? Многу едноставно. На Facebook имаме креирано фан пејдж за нашиот филм, се вика Film Farewell. Едноставно се што треба е да го пребараат филмот и ќе излезе единствено тој, бидејќи нема други филмови на ова име.
Да. Од мојата десна страна се наоѓа и Сашо, кој се погрижи за шминката во овој филм. Сашо веќе долго време се занимава со шминка и професионална шминка за филм. Кажи ми, кој беа побарувањето од страна на Пеце за твојата изведба? Па искрено Пеце имаше многу минимални побарувања од страна за мене, мислам, за овој филм, ама кога го почнав да го листам самото сценарио и како навлегов во него во самата приказна за овој филм, сватив дека треба нешто друго да се направи. Главниот актер во овој филм беше Димитар Ѓоргиевски, кој што имаше една специфична улога, бараше нешто многу подлабоко да се направи кај него, нешто многу пожестоко и така да почнав малце да си поигрувам со самата шминка. Потенцирав неговата болка, неговата истоштеност од целата е безсмислена војна и од сето тоа во кое тој сместен во таа негова состојба. И испадна успешно како производ на крајот, и јас самиот кога го видов неговиот лик, искрено беше тоа. Интересира за сега поконкретно зборниме за филмската шминка. Кажи ми како стигна до овој степен, до овој стадиум да речем, каде што успеваш сосем реално да изгледа тоа нешто. Значи кога нашминкано и сум имал прилика да видам неколку слики на твои дела, навистина изгледа тоа реално. Како стигна до овој стадиум, како стигна со кој труд, која работа, од каде беше цела инспирација? Најмногу за тоа можам да кажам е пресудно веројатно праксата и талентот кој што го носиш во себе. Друго ништо. Значи талентот викат дека е 1%, се другото е 99% работа. Така. Колку се посветуваш ти на твојата работа? Максимално. Јас од јутро до сутра сум посветен на својата работа и цело време тоа што го правам, значи додека спијам буквално ги размислувам тие моменти, посебно кога сум заложен за некаков проект, еве конкретно за нивниот филм, тоа беа буквално ноќи непроспиени каде што цело време сум со сценариото в раце, опфаќам секој детал, секоја ситница, се нешто да биде на место, се да биде така како што треба. Исцрпувачка е работата дефинитивно и бара максимална посветеност. Во спротивно ќе имаш контраефект. Пеце спомна дека ти си влетел со уште неколку идеи во овој филм. Кој беше твојот допринос, освен шминката? Јас можам тука само да кажам една работа. Јас сум многу среќен што нив ги запознав како деца кои што се страшно амбициозни и сум многу среќен дефинитивно заради тоа. И тоа беше мојот порив за да можам да се вложам уште во неколку работи на поттикнување, на давање на идеи, од нормално собирани од моје искуство по филмови и да им покажам на некои работи, да им укажам. Исто имавме тука голема помош од Димитар Ѓоргиевски, кој што е стварно еден солиден актер, можам да кажам еден од најсолидните актери во Македонија. Исто и тој доста допринесе за да се реализира ова како што се реализира. И така, волјата. И за крај, Пеце, сакам само да те прашам, што после ова? Значи, ете, ќе помине овој надпревар, но кажи ми дали имаш некои идеи, некои планови за буднина, дали можеби ќе се заангажира за некој подолг филм, поголем, или можеби серијал на филмови? Искрено размислувам, можеме да продолжам на филмска школа. Сега размислувам дали во Чешка или можеби во Охрид, или можеби да работиме на следен заеднички проект со Димитар Ѓоргиевски, тој како режисер, јас како корежисер, односно да го оствариме серијалот кој продолжува од овој филм како прва епизода, бидејќи филмот можам да речем се покажа како успешен и луѓето се заинтересирани што следно. И тоа се моите планови. Јас ќе ти посакам успех во иднина, уште многу проекти вакви реализирани, па уште многу медиумски минути да ти посветиме тебе. Ти благодарам за учеството и се гледаме во следна прилика. What do you think this place was before? It was a hotel. There was a time when I was singing here. Really? Could you sing me a song? Sweetheart, oh sweetheart, lend me your eyes. For mine are white, white, pupils light, places of darkness, darkness unbound.
Shivering is this silence. Shivering is this sound. Requirement for a wooded live. So treacherous and doomed. Sweetheart, oh What now? sweetheart, Come. lend me your eyes. Come. Come. What? What now? No. Rain, fire. On winters.